Околу 15 милиони и 400 илјади денари се инвестирани во пробивањето и изградбата на новото сообраќајно поврзување на Кочани со населбите Оризари и Градче, со што се скратува патната комуникација за овдешното население. Покрај тоа, во наредниот период, во оваа општина ќе се реализираат уште 3 инфраструктурни проекти, што се оценети како квалитетни и заслужуваат поддршка од државата. Беше истакнато при денешната работна посета на Кочани на министерот за земјоделство Трајан Димковски. Заедно со директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој Никол Чебавовски и градоначалникот Никол Чуилиев, тој направи увид во проектите што се реализираат со средства од програмата за рурален развој. Можевме да видиме како од една, да кажем, само 3 метри широка улица се прави еден модерен, односно 6 метри широк пат асфалтиран со тротоари, кои што овозможува полесен пристап на локалното население, на граѓаните до градот. Сето ова се мерки кои се превземаат преку програмата за рурален развој. Ке кажем генерално дека сите општини се опфатени во овој проект, некаде 38 милиони евра се одвоени од буџетот на владата за финансирање и реконструкција на локални патишта, водоводи, канализации, паркови, тротоари и слично, се со цел да се создадат подобри услови за руралното население. Кога зборуваме за руралниот развој, не зборуваме само за земјоделство, туку зборуваме токму за овие основни потреби кои што мораат граѓаните, односно жителите на руралните места да ги имаат, а тоа се модерни патишта, лесен пристап, брз пристап до градот и секако одржување, односно и водоводи и канализации и се она што е најнеопходно за условите за живот. Новото сообраќајно поврзување на Кочани со околните населени места е со вкупна должина од над 2 километри, а од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството најавија дополнителна помош за изградба и реконструкција и на улици во селата Долни Подлог, Мојанци, Тркање, Прибачево, Оризари, како и изградба на локалниот пат од местноста Крушка до Ајдар. Ни следат уште други 3 проекти, бидејќи општина Кочани е една од ретките општини која што настапи со добри проекти пред агенцијата, доби 3 проекти, самата општина и уште еден проект кој што ќе се реализира до населбата Бела вода до манастирот, Добра вода до манастирот Пресвета Богородица, тоа е преку планскиот регион, така да во овој регион, односно во делот на општина Кочани ќе се инвестираат, односно ќе се додели грант вкупен износ од 46 милиони денари. Заблагодарувајќи се за финансиската поддршка од државата, градоначалникот Илиев рече дека со успешна реализација на вакви инвестиции се подобруваат условите за живот во руралните средини. При тоа најави и втора фаза од улицата Енгелсова, односно Пазарски пат за сообраќајно поврзување на Кочани и Оризари. Ова е само првата делница, понатаму продолжуваме и со вториот дел во наредната година, влезене во буџетот и ќе го довршиме овој дел од Енгелсова, што значи дека ќе имаме ваква квалитетно поврзување на Оризари со Кочани, што ќе допринесе и секако за зголемување и развојот на целиот овој регион. Инвестирањето во патната инфраструктура во руралните подрачја беше речено дека се прави со цел да се намали миграцијата од село кон град и да се обезбедат еднакво добри услови за живот во селата, со цел да се намали и иселувањето од државата.